Централен дневник на К1, добро вечер. И во овој дневник ви ги донесуваме најактуелните случувања во регионот и земјава. Во фокус се изборните активности на политичките партии, коалициите и независните кандидати. Во трка за гласот на народот се промовираат изборните програми, директни средби, пресконференции и митинзи. Ова се само дел од формите на политичкото дејствување. Јас сум Катерина Нацева. Еве што се го одбележа денешниот ден. Останете со нас. Трет ден кампања за престојните локални избори, партиите на митинзи и средби со граѓаните. Света литургија во црквата Свети Кирил и Методи по повод празникот Крстов ден. Нова странска инвестиција во ТИР Скопје. Джагате Кабло ќе произведува кабли за автомобилската индустрија. Од режија ми јавуваат дека веќе имаме линковска врска со Мартина Митков. Мартина, дали се слушаме, кажи ни каква е атмосферата и што е она што кандидатите за градоначалници го кажаа од Неготино и Кавадарци? Така е, Кате, како што започнав и предходно, веќе трет ден политичките партии ги одржуваат своите митинзи низ градовите, каде што ги представуваат своите кандидати за градоначалници. Тиквешијата традиционално е оставена третиот ден од изборната кампања и митинзи предходно беа одржани во градско Демиркапија, Росоман и Неготино. Во Неготино своји обраќања има кандидатот, односно носителот на советничката листа, кандидатот за градоначалник и лидерот на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Во секој момент, односно таму се обратија и, како што кажав, кандидатот за градоначалник, но тој предходно во изјава за К1 телевизија, да погледнеме што посочи. Она што јас како кандидат за градоначалник можам да го ветаме, многу работа, многу проекти и решавање на сите проблеми. Нашите граѓани добро знаат кој до сега работел и кој ќе работи во иднина. Огромен број проекти се содржани во мојата програма, јас би издвоил само некои, значи конечно до завршување и решавање на проблемот со водоснабдувањето, решавање на проблемот со паркинг местата, изградба на детска градинка во Неготино, кружни текови на влезот, излезот и во центарот во Неготино, асфалтирање на улици, офаќање на сите населени места и решавање на сите оние проблеми на граѓаните со кои што сме добро запознаени во нашата програма. Решенијата се нудат за секој проблем одделно, со рок и со определена финансиска конструкција. Ето тоа беше тоа што го понуди кандидатот за градоначалник на општина Неготино од ВМРО-ДПМНЕ, а за не повеќе од 20 минути започнува и митингот во Кавадарци, каде се очекува обраќања да имаат носителот на кандидатската листа Горица Пеливанова Вилхелм, кандидатот за градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев и лидерот на партијата Никола Груевски. Ние остануваме овде и со многу повеќе детали во текот на утрешните изданија на вестите на К1 телевизија. Мартина, јас ти благодарам за ова вклучување. Нормално дека она што вечерва ќе се случува, ние веќе ќе го пренесуваме во текот на утрешниот дневник, а ние продолжуваме понатаму со останатите информации. Останете со нас. Развојот на индустриските зони е најзначајниот фактор за привлекување на странски и домашни инвеститори, рече денеска на пресконференција Славчо Чадиев, кандидат за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Тој најави нова индустријска зона и нов инвеститор. Велес е единствената општина која со сопствени средства изгради индустријска зона, а развојот на локалната економија не може да се замисли без индустријски зони, во кои можност за инвестиција подеднакво имаат домашни и странски инвеститори, рече кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМНЕ Славчо Чадиев. Во индустријската зона Узус, но акцент ќе ставиме на индустријската зона Мамучево, каде што веќе имаме инвеститори. Инвеститори кои чекаат да инвестираат во нашиот град. Имаме 20 инвеститори, во моментов денеска добивме уште една заинтересирана странка која сака да инвестира
да направи инвестиции на 2,5 хектара површина и да вработи околу 100 наши сограѓани. И во наредниот 4-годишен мандат Чадиев вели дека негов приоритет ќе биде создавањето на услови за нови инвестиции. Продолжуваме онаму каде што застанавме да силно инвестираме во развојот на индустријските зони и стварање услови за отварање на нови работни места. Токму за таа намена во новата програма ние е предвидена индустријската зона Елегант, каде што ќе понудиме плацови со комплетна инфраструктура на заинтересираните инвеститори во нашиот град. Чадиев вели дека во времето на СДСМ бројот на невработени во Велес достигнал 17.000, додека во времето на ВМРО ДПМН бројката драстично се намалила за денеска Велес да има само 3100 невработени лица. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Кавадарци реагираат на секојдневните пресконференции на кандидатот за градоначалник од СДСМ. Портпаролот на ВМРО ДПМН Андон Лазаров вели дека Бетијан Китев од СДС не престанува да ги потценува кавадарчани. Секојдневните пресконференции кои ги држи Китев се само доказ дека тој единствено што сака е медиумски да се експонира, а ништо да не реализира. Лазаров додава дека кавадарчани својот став за Китев го кажале на претходните локални избори во 2013 година, а истата одлука ќе го дочека на престојните локални избори на 15 октомври. Китев и СДС нема ниту еден реален проект кој може да го понудат на кавадарчани и кавадарци за подобрување на квалитетот и стандардот на градот. Неговата цел е да се догребе до функција и моќ, исто како неговиот партиски шеф Зоран Заев. Неговата најсилна страна е лагите кои се труди да им ги продаде на кавадарчани, но тоа не поминува кај граѓаните на Кавадарци. Оваа кампања ја започнавме честно, без црни сценарија, согласно сите прописи. И покрај сите навреди и измислици упатени кон нашиот кандидат Митко Јанчев, ние сепак продолжуваме да работиме позитивно и да испраќаме позитивни пораки, велат од ВМРО ДПМН и Кавадарци. Од таму додаваат дека очигледно, иако сите кандидати за градоначалници подпишаа кодекс за фери демократски избори, истиот од страна на СДС не се почитува. Сакаме да ви известиме дека членови на СДС, најверојатно ноќеска, со лепак кој не се вади, на вашите автомобили лепеле покани кои се однесуваат на вечерашниот митинг. Очигледно, останавте без идеја и мотив за кампањата која ја водите, па единствена цел ви е да не попречувате во нашата работа и мотивираност. Во тоа нема да успеете. Уште еднаш ве известуваме, доколку не идете на покани кои се излепени по вашите автомобили, истите се лепени од членови и активисти на СДС. Кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е Славчо Чадиев. На средбата со представниците на невладините организации од Велес рече дека исто како и досега невладиниот сектор во ликот и делото на Славчо Чадиев има свој партнер со кој ќе може да се реализираат низа проекти, да се изработат општите стратегии се со цел да се подобрат условите за работа и функционирањето на невладините организации, а преку нивното дејствување бенефит да имаат и граѓаните на Велес. Да ги запознаеме од програмата, што е многу од големо значење за нашиот град. Тоа се неколку точки, од кои што се со посебно значење. Едната е во сегментот на екологијата, дека во наредниот 4-годишен период секоја година ќе садиме по 10.000 дрва во Велес и околината на Велес. Потоа ќе ги информираме околу најновиот проект што доби Велес преку ИПА грантовите. Тоа е грант од 1,5 милиони евро, одвојувањето на атмосферската вода, одведувањето на што е горлив проблем за Велешин у периодите кога имаме обилни врнежи и со дожд. Потоа ќе ги презентираме и другите активности што планираме да ги работиме во наредниот период.
Наш приоритет е обезбедување здрава животна средина, истакна на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ за Велес Аце Коцевски. Додавајќи дека во изградба на регионална фабрика за третман на општините од Вардарскиот регион ќе се решава и проблемот со цврстиот комунален отпад. Кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски истакна дека обезбедувањето на здрава животна средина е приоритет во предизборната програма. Се обврзуваме за обезбедување здрава и чиста вода за пиење за сите населени места, каде што досега не е решено на соодветен квалитетен начин, рече Коцевски. Се обврзуваме да ги замениме сите преостанати азбест-цементни цевки од водоводната мрежа кои представуваат опасност за здравјето на луѓето. Се обврзуваме да ги замениме сите азбест-цементни кровови од јавните институции во Велес, затоа што се и тие потенцијална опасност за здравјето на дечињата и на вработените во јавните институции. Се обврзуваме исто така проблемот со цврстиот комунален отпад да го решиме на современ начин со изградба на регионална фабрика за третман на цврстиот комунален отпад за општините од Вардарскиот регион, каде што ќе овозможиме современ третман, селектирање и одлагање на комуналниот отпад од домаќинствата, а пред тоа ќе изградиме соодветна претоварна станица во Велес. Програмата предвидува и изградба на пречистителна станица за водите на реката Вардар, како и други проекти во оваа насока, истакна Коцевски. Имаме и многу други проекти кои се однесуваат на областа за заштита на животната средина и природата. Се разбира, че ги одржуваме парковските површини, ќе градиме нови зелени површини, ќе обезбедиме современ третман на кучињата скитници во соработка со невладините организации на кои тоа им е фокус на интересирањето и се разбира на крајот ќе направиме соодветни анализи со состојбите и случувањата во јавното комунално претпријатие Дервен, за да може во наредниот период парите на граѓаните кои ги собираат да ги трошат на најсоодветен начин за подобрување на хигиена. Целта е парите на граѓаните на соодветен начин да се користат за подобрување на хигиената во градот, рече Коцевски. Носителот на советничката листа на коалицијата предводена од СДСМ за предстојните локални избори Ненад Куцик најави дека ќе се залагаат за почиста животна средина. Велес денес е нечист град со неиспрани улици, рѓосани и нефункционални контейнери, полн со смет, мали диви депонии на секој чекор, обвини кандидатот, носител на советничката листа на коалицијата предводена од СДСМ, Ненад Коцич. Според него, граѓаните реагираат за ваквата состојба, обвинувајќи ги Славчо Чадиев и ВМРО ДПМН дека ја игнорирале оваа состојба. ЈКП Дервен, задолжено за хигиената на градските улици, кубури со стари возила од над 30 години, но е превработен со партиски послушници на ВМРО ДПМН. Раководството на предпријатието со години молчи и стана соучесник на општината и градоначалникот Чадиев во катастрофалното менаџирање со финансиите. Коцич истакна дека општината минатата година имала долг кон Дервен за комунална хигиена од 9 милиони денари. Обвини дека локалната власт троши пари за репрезентации наместо да инвестира во модернизација на опремата и возилата. Ваквото неодговорно однесување на локалната власт завршува на 15 октомври, кога граѓаните на Велес ќе изберат нова локална власт предводена од СДСМ. Транспарентни отчето ги работиме со општинскиот буџет и нема да дозволиме планираните пари од буџетот за одржување на јавна чистота да завршат за други ненаменски работи. Ние ќе обезбедиме целосна ревизија на досегашното работење на општината и на комуналното претпријатие. Тој потенцираше дека граѓаните имаат законско и уставно право да живеат во здрава и чиста животна средина и додаде дека нивната програма нуди решение за еколошките проблеми. Кандидатот за градоначалник од СДСМ за Кавадарци Бетијана Китев денеска преку символична акција за чистење на сметот информираше дека во нивната програма имале конкретен план со повеќе мерки како би се решил проблемот со загадувањето во Кавадарци. Китев рече дека со гасификацијата значително ќе се намали загадувањето на воздухот кој е еден од нивните капитални проекти.
Кавадарци е еден од најзагадените градови во Македонија според PM10 частичките во воздухот, а предуслов за квалитетен живот на секој човек се здравиот воздух и водата за пиење. Ова го истакна на денешната пресконференција Бетјан Китев, кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ и коалицијата за Кавадарци. Тој рече дека имаат решение за овој проблем. Денеска одржавме една символична акција за чистење на сметот со цел да ја потенцираме важноста на чистотата и здравата животна средина која зазема многу важен дел од нашата програма. Предуслов за квалитетен живот на секој човек е здравиот воздух и вода за пиење. Сите добро знаеме дека Кавадарци е еден од најзагадените градови во Македонија според PM10 честичките во воздухот. Ние во нашата програма имаме конкретен план со повеќе мерки како да го решиме проблемот со загадувањето на Кавадарци. Китев рече дека со гасификацијата значително ќе се намали загадувањето на воздухот, кој е еден од нивните капитални проекти. Ќе била поставена нова и попрецизна мерна станица за поефикасно мерење на загаденоста на воздухот во Кавадарци. Во соработка со владата ќе ги субвенционирале обновливите извори на енергија, а и ќе поставеле сончеви колектори и на покривите на јавните институции. Значително ќе го прошириме зеленилото во Кавадарци. Покрај проширувањето и обновувањето на постоечките паркови, ќе посадиме многу нови дрвореди, како низ градот, така и низ периферијата. На барање на многу наши сограѓани, сериозно ќе разгледаме можноста за поставување дрвореди и на градскиот плоштад. Исто така, ќе го помогнеме и афирмираме велосипедизмот и возењето велосипеди. Во однос на комуналните услуги, планираме осовременување на депонијата Мелци, како и воведување на систем за гасење на истата. Ќе ги замениме и застарените метални канти со отпадоци во градот и ќе поставиме нови, соопшти кандидатот за градоначалник. Тој се осврна и на изградбата на колекторски систем до селото Марена, со што конечно ќе се реши проблемот со миризбата во Глишич и Марена, која доаѓа од реката Луда Мара. Тони Дилков, кандидатот за градоначалник на СДСМ од Неготино, на денешната пресконференција им вети на граѓаните дека ќе работи за почиста и поздрава животна средина, преку активно работење за подигање на јавната свест за поставување со отпадот во градот и населените места. Срамно е што во 21 век коментираме за хигиена во нашиот град. Сметот и ѓубрето околу нас време е да станат минато, рече Дилков. Општина Неготино се соочува со голем проблем околу хигиената во градот, таа во моментов е на најниско ниво, изјави денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ за Неготино Тони Дилков. Срамно е што во 21 век коментираме за хигиената во нашиот град. Сметот и ѓубрето околу нас време е да станат минато, рече Дилков, додавајќи дека СДСМ и тој како градоначалник имале план како да го решат овој проблем. Мораме да го реорганизираме јавното предпријатие Комуналец Неготино. Тие мора да бидат во служба на граѓаните. Би обезбедиле чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, затоа што тие се клучни за здравието. За нас не е ништо поважно од здравието на луѓето. Планираме да воспоставиме интегриран систем на управување со отпад. Редовно ќе ги отстрануваме појавите на дивите депонии. Ќе го зачестиме собирањето на сметот од населените места. Активно ќе работиме за подигање на јавната свест. Дилков додаде дека активно ќе работеле на подигањето на јавната свест за постапување со отпадот во градот и населените места. Секако, за тоа мораме да обезбедиме и подобри услови, како што е зголемен број на корпи за отпадоци и повеќе контейнери на повеќе локации во градот и населените места, истакна Дилков, ветувајќи им на граѓаните дека ќе живеат во здрава животна средина. По повод празникот Крстов ден, митрополитот Повардарски господин Агат Ангел отслужи света литургија во црквата Свети Кирил и Методи. На овој ден се празнуваат два настани поврзани со чесниот крст. Прво е пронаѓањето на чесниот крст на Голгота и второ враќањето на чесниот крст од Персија во Ерусалим.
Митрополитот Повардарски Агат Ангел отслужи света литургија во црквата Свети Кирил и Методи по повод празникот на пронаоѓањето на честниот крст, кај народот познат како Крстовден, во сослужение на свештенослужители на Повардарската епархија. Пред честниот крст се поклонија голем број верници. На овој ден се празнуваат два настани поврзани со честниот крст. Прво, пронаоѓањето на честниот крст на Голгота и второ, враќањето на честниот крст од Персија во Ерусалим. Обиколувајќи ја светата земја, света царица Елена намисли да го побара честниот крст на Христос. Некој старец евреин по име Јуда единствен знаеше за местото каде што се наоѓаше крстот, па принуден од царицата изјави дека крстот е закопан под храмот на Венера, кој што на Голгота го подигна царот Адријан. Царицата нареди и го разурна оној идолски храм, па копајки во длабочина најдоа три крста. Додека царицата беше во недоумение како да го распознае Христовиот крст, покрај местото поминуваше поворка со мртовец. Тогаш патриархот Макарий рече да ги полагаат крстовите редум врз мртовецот, а кога го ставија врз него третиот крст, покојникот оживе. Потоа познаа дека тоа е вистинскиот Христов крст, чесен и животворен. Потоа го положија врз една болна жена и жената оздраве. Царицата Елена направи ковчег од сребро и го положи во него честниот крст. Подоцна, кога царот Хозрој го зазеде Ерусалим, многумина ги одведе во робство, а крстот Господов го однесе во Персија. Во Персија крстот лежеше 14 години. Во 628 година грчкиот цар Иракли го победи Хозрој и со слава го поврати крстот во Ерусалим. Влегувајќи во градот, царот Иракли го носеше крстот на своите плеќи, но одеднаш застане и не можеше да зачекори ни чекор. Патриархот Захари виде ангел кој што му попречуваше на царот во раскошни облеки да оди под крстот по оној пат по кој што Господ одеше бос и понижен. Тоа видение патриархот му го објави на царот. Тогаш царот се слече, па босоног и во бедна облека го зеде крстот, го изнесе на Голгота и го положи во храмот на Воскресението, на радост и за утеха на целиот христијански свет. Продолжуваме со вести од Македонија. Тројно е зголемено нивото на Доранското езеро од просечните 83 сантиметри за септември на 179 сантиметри, покажува денешното хидролошко мерење. Според управата за хидрометеоролошки работи, нивоата на Охридското и на Преспанското езеро се намалени во однос на просекот за септември. Нивоата на реките пак се пониски од просекот за септември. Исклучок се само реката Брегалница кај Берово, каде има минимално зголемување, и реката Струмица кај Сушево. Министерот задолжен за странски инвестиции во владата на Република Македонија Аднан Кјахил синоќа го пречека и оствари средба со поранешниот премиер на Република Турција и актуелен пратеник во Конја Ахмед Давутоглу, кој ќе престојува во работна посета на Република Македонија. Како што соопшти од кабинетот на министерот во 3-дневната работна посета на земјата, Давутоглу ќе оствари и посета на кабинетот и средба со претседателот Ѓорѓе Иванов. Предвидено е тој на 28 септември да се обрати на панел дискусијата за перцепцијата на Република Турција во Република Македонија во организација на Сдруженијето на дипломирани студенти од Турција. Давутоглу подолг период беше министер за надворешни работи на Турција и важи за еден од главните идеолози на турската надворешна политика. Турската компанија Чагатай Кабло денеска во Тир Скопје започна да го гради објектот во кој ќе се произведуваат кабли за автомобилската индустрија. Начинот на поставување на камен темелник присуствуваше и вице-премиерот Кочо Андјушев. Тој рече дека доколку турскиот инвеститор ги исполни основните критериуми, односно покажа раст на приходите и не го намали бројот на вработени во 3 последователни години, ќе добие поврат од 10% од инвестицијата. Доколку инвеститорот исплаќа повисоки плати за вработените, како што е предвидено со планот за економски раст, може да смета и на дополнителни субвенции, посочи вице-премиерот Андјушев. Инаку турската Чагатай Кабло одлуката за инвестиција во Македонија ја донесе во време кога владата беше предводена од ВМРО ДПМН.
И покрес противставувањето на Израел, меѓународната полициска криминалистичка организација Интерпол денеска реши да ја прими Палестинската автономна управа како рамноправна членка под името Палестина. Покрај палестинците, нова членка на Интерпол стана и Соломонските острови. Со приемот на новите две членки, Интерпол сега опфаќа 192 држави и територии. Продолжуваме со вести од светот. Кризата во Северна Кореја мора да се реши, сад се подготвени за воена опција. Ова е став на американскиот председател Доналд Трамп. Тој на заедничката пресконференција со шпанскиот премиер Маријано Рахој изјавил дека Америка целосно е подготвена и за втората опција, која што е непосакувана, но ако се превземе, Трамп рекол дека таа ќе биде катастрофална за Северна Кореја. Оваа опција се нарекува војна. Ако треба да ја примениме, ние тоа ќе го направиме, потенцирал Трамп. Во изјава за новинарите, шпанскиот премиер рекол дека Шпанија ќе поддржи секое политичко решение за решавање на кризата околу Северна Кореја. Инаку Соединетите американски држави воведоа нови санкции за 8 севернокорејски банки и 26 банкарски раководители од Северна Кореја. Санкциите се воведуваат врз основа на одлука на Трамп, подпишана минатата недела и насочена против пристапот на Северна Кореја до меѓународниот банкарски систем. Грчките медиуми пренесуваат дека пратеникот Никос Михос ја напушта партијата Златна Зора. Таа сега во парламентот во Атина ќе брои 16 пратеници. Михос изјавил дека партијата која напушта е киднапирана од непријателите на грчкото националистичко движење. Тој во парламентот ќе действувал како независен пратеник. Во меѓувреме продолжува судењето на членови на партијата под обвинение дека Златна Зора е криминална организација. Пет цивили се повредени во напад врз аеродромот во Кабул, информира Авганистанското министерство за внатрешни работи. Нападот бил извршен додека на аеродромот слетувал авион во кој бил американскиот секретар за одбрана Џејмс Матис и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Повеќе ракети и минофрлачки гранати били стрелани врз аеродромот, при што една ракета паднала во близината на куќа, каде се повредени повеќе цивили. И талибанците и Исламската држава преземаа одговорност за нападот преку соопштенија објавени на социјалните мрежи, при што талибанците тврдат дека стрелале директно врз авионот на Матис. Според очевидци, Матис и Столтенберг не биле во директна опасност од нападот. Тие се во Авганистан на средби со председателот Ашраф Гани и други афганистански лидери за да договорат на тамошната западна помош за опремување и обука на афганистанската армија, како и да разговараат за испраќањето на дополнителни 3000 американски војници во земјата. Денес имавме променливо облачно време со слаб повремен дожд во западните делови, особено истакната во источните делови од земјата. До петок ќе превладува променливо облачно време, свежо со локални врнежи од дожд. Метеоинформациите се последни во централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно.